Заедно со мене ќе имаме час по математика. Од наставната тема мерење и решавање проблеми, а наставната содржина е монети. Што ќе научиме денес? Ќе научиме да ги разликуваме книжните пари банкноти од металните пари монети. Ќе научиме да ги препознаваме и именуваме сите монети. Ајде сега да ви раскажам една математичка приказна. Си било едно девојче по име Ана. Многу сакало да помага на мајка му. Посебно, многу сакало да оди во продавница со неја. Но Ана била мала и мајка ѝ не можела да ја пушти сама да оди во продавница, зашто не ги разбирала парите. Еден ден, додека мајка ѝ чистела по дома, Ана го забележала нејзиниот паричник. Во него имало многу ситни парички. И Ана многу се израдувала. Поради тоа што била мала, Ана не знаела дека секоја паричка има различна вредност. Ја замолила мајка ѝ да ѝ помогне во запознавањето со парите. Мајка ѝ се согласила и почнала полека да ѝ објаснува. Парите во Македонија се викаат денари. Тие може да бидат направени од два вида материјал, од хартија и од метал, па според тоа има книжни пари, кои што ги нарекуваме банкноти, и метални пари, кои што се нарекуваат монети. Монетите имаат две страни, лице и грб. Лицето на оваа монета има означено број 1 и се чита монета од 1 денар. Додека на грбот има представено шарпланински пес. Лицето од монетата на кој што број 102 се чита 2 денари. Додека на грбот има представено риба, охридска пастрмка. На лицето на оваа монета стои бројот 5 и таа се чита 5 денари, додека на грбот на оваа монета има представено планински рис. Лицето на оваа монета има представено 10 денари, односно бројот 10. Таа се чита 10 денари. На грбот на оваа монета е птицата со најубав опаш на целиот свет, паунот. Значи, на грбот на оваа монета има представено паун, односно тоа е дел од мозаик. Ни остана уште последната монета, на која што стои бројот 50, и таа се чита 50 денари. Додека на нејзиниот грб се наоѓа лик на светец, кој што е дел од фреска. Ана беше среќна што научи многу за монетите од нејзината мајка, а уште посреќна ќе биде кога мајка ѝ ќе дозволи сама да оди во продавница. Ајде сега, дечиња, да играме една игра која што се вика "Погоди ја монетата". Во што се состои оваа игра? На сликата е прикажан ликот на еден грб на една монета. Ние ќе треба да погодиме за која монета станува збор. Така што, на оваа монета е представен лик на светец, на нејзиниот грб. Која бројка се наоѓа на лицето на оваа монета? Размислете, дечиња. Така е, се наоѓа бројот 50, значи ова е грб и лице на монетата од 50 денари. Ова е грбот на монетата од колку денари? Од 10 денари. Точно. Грб и лице на 10 денари. Што има прикажано на оваа монета? Има прикажан планински рис. Која монета беше со грб на кој е представено планински рис? Бројот кој што најмногу го сакате како оцена во училиште. Се надевам. Така е, тоа е 5 денари. Задача 2. Овде ќе бидат поставени сите монети кои што беа досега кажани.
Ваша задача ќе биде да се подредат по вредност, почнувајќи од монетата со најмала вредност. Мој совет ќе ви биде, треба да се подредат монетите почнувајќи од најмалиот број до најголемиот број. Значи, ќе има 10 денари, 5 денари, 50 денари, 2 денари и 1 денар. Сакам на еден лист или во тетрадка да си ги напишете по ред монетите како што почнуваат од најмалата до најголемата. Сега ќе провериме дали ви е точен редоследот на монетите. Најмала вредност на монетата е кај 1 денар. Под број 2. Наредна монета со најмала вредност е монетата од 2 денари. Под број 3. Монета од 5 денари. Под број 4, што мислите вие која е таа монета? Така е 10 денари. И монетата со најголема вредност е монетата од 50 денари. Така е. Мора да правите разлика меѓу монетата од 5 денари и 50 денари, затоа што монетата од 5 денари има многу мала вредност за разлика од монетата од 50 денари која што чини многу. Од мене за овие активности досега ученици имате едно големо браво. Задача 3. Што ви е потребно за извршување на оваа активност? Потребен ви е молив или боичка, хартија или бел лист и монети од денар, 2, 5, 10 или 50 денари. Во што се состои активноста? Земате монета, например, од 1 денар. Ја ставате под листот. Го држите листот цврсто да не ви избега паричката и боите со моливот боичката врз листот, односно врз монетата. Треба да ви испадне отпечаток на денарот на листот. Потоа ја обрнувате монетата од страна на грбот и ја повторувате постапката. Сликате и праќате на наставникот. Се надевам дека ви се допадна мојот час првачење. Се гледаме наскоро. До гледање!